Вести на Канал 8. Добар ден. Концесионерот на геотермалната вода од изворите кај Стибања демантира дека природниот ресурс не се користи домакински. Водата привремено истекувала во брегалница поради дефект на пумпите, а капацитетот на изворите не бил доволен за загревање на оранжерискиот комплекс, а уште помалку за здравствено-рекреативни потреби. 2 од 4 извори на геотермална вода кај Стибања во моментот не се користат поради технички проблеми, а количините од околу 50 на литри во секунда се недоволни за потребите на оранжерискиот комплекс на земјоделскиот комбинат Брегалница. Од фирмата Екооаза Самандов од Штип, која е носител на концесионерската дозвола за користење на топлата вода, ги демантираат наводите објавени во реакцијата на собственикот на хотелот Шагал дека трошењето на природниот ресурс е недомакинско. Според директорот на Екооаза, количините вода што во моментот се користат за оранжериите и не биле доволни. Таа вода што е капацитетот од 4 бушотини задоволува околу 2 хектара за грејање на стакленици до -5, а ние имаме 12 хектара, а со таа вода може да се загреат 2 хектара. Ние може да проверат и инспекцијските органи дека купуваме мазот, водата ја догреаме и грееме котлови на мазот во зимниот период кога имаме потреба. Значи ние немаме вода за греење на нашите оранжери, не да даваме за рекреативно-спортски бајанско тамо лекувалиште. Не знам Петро Ангел дали има 1 или 3 вработени, ние имаме 330 вработени. Едната работа, втората и да се запрашаме дали на човекот побитно му е храната, производството на храната, на производи или рекреацијата. Дополнително Самандов потврдува дека во понеделникот претпладне имало инспекцијска контрола на изворите на геотермална вода кај Стибања и за начинот на користење на концесиската дозвола. Негативни забелешки од инспекторите немало, а за причините што водата истекува во Брегалница, вели дека се работи за технички проблем поради дефект на пумпите, што дошло како резултат на минатогодишните поплави и оштетување на цевководот. И помпата е на поправка, треба од 3 до 5 дена да биде готова. Значи, кога нема помпа, затоа водата вчера истекуваше во реката. Тоа е точно и вестинето. А кога има помпа, вода никој пат не истекува во реката. Зошто не истекува? Кога нема грејна сезона, ние на тие 12 хектара оранжерите во Виница правиме соларизација со сончева енергија. Ние сме пример и први во Македонија што правиме дезинфекција на почвата со сончева енергија. Ставаме фолија за соларизација и под фолијата има систем капка по капка во која одат топла вода од геотермалната вода и вршиме дезинфекција на почвата со топла вода и со сончева енергија. Значи ние вода користиме топла вода и во летниот период и во зимскиот период и се знаат фактурите кои ги плаќаме на надлежните министерства. Самандов ги отфрла наводите дека неговата фирма се однесува недомакински во трошењето на геотермалната вода, зашто потврда се позитивните оценки од надлежните државни инспекцијски органи. Негова оценка е дека на собственикот на хотелот Шагал економски поисплатливо му е базените и другите ресурси за рекреација во објектот да ги снабдува со топла вода од системот на геотерма од Кочани, со оглед што оддалеченоста од овој цевковод што е донесен до поранешната фабрика за хартија е многу помала отколку од кај Стибања. Истовремено, овој систем располагал со далеку поголем капацитет за снабдување со вода. Локалната самоуправа на Кучани во соработка со Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај организираше јавна расправа, на која се разгледуваа предлозите за воведување еднонасочен сообраќај на неколку улици во центарот на градот. Беше речено дека се работи за иницијатива за подобрување на безбедноста во сообраќајот, со забелешки од жителите на улицата Илинденска, кои бараат да остане досегашниот режим на сообраќај. Слаб одзив од граѓаните имаше на јавната расправа што ја организираше Општина Кочани за започнатата постапка за трајно воведување еднонасочен сообраќај на неколку улици во централното градско подрачје. И покрај јавните известувања за сите заинтересирани, посебно за жителите на улиците што ќе бидат опфатени со новите сообраќајни одредби, на состанокот во салата на Советот имаше 10 учесници. Пред почетокот на расправата беше речено дека главна причина за започнување на постапката е да се направи подобрување на безбедноста за сите учесници во сообраќајот. Оценето беше дека се работи за многу фреквентни сообраќајници, на кои со актуелниот начин на користење се создаваат застои и нервози меѓу возачите.
Единствената забелешка на расправата дојде од представник на граѓаните на улицата Илинденска, кој рече дека имало едногласна согласност од сите со подпишана петиција режимот на сообраќај да не се менува, односно да остане според досегашниот начин, да се вози двонасочно. Од Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај рекоа дека го почитуваат мислењето на граѓаните и забелешките ќе се разгледаат. Искрено да бидам, очекував поголем одзив од граѓаните, меѓутоа имаше представник од улицата Илинденска, кој што заедно со своите соgraѓани одржале состанок на кој што ги изнесува своите забелешки. Забелешките ќе бидат нотирани и мислам дека ќе постапиме по нив, па понатаму останува да видиме стручните служби како ќе преземат конкретно за тој дел од таа улица. Очекував представници од другите улици да го слушнеме нивното мислење, бидејќи тие се најпред се засегнати, меѓутоа немаше никој од представниците од тие улици, па моја оценка е дека се согласуваат со тој режим на сообраќај. По завршувањето на јавната расправа ќе бидат изготвени заклучоци заедно со забелешките и ќе бидат доставени до стручните служби во општина Кочани. По разгледувањето и утврдувањето на прифатливо решение, тоа како предлог ќе биде доставено на усвојување до Советот на општина Кочани. Инаку, според изготвените предлози, се предвидува во иднина движењето на возилата по кеј на револуцијата да биде север-југ, односно да се вози само во правецот кај мостот, кај шопинг центарот до кружниот тек кај полициската станица. На улицата ВМРО пак би се возело обратно, само од југ кон север, односно од кај двојниот мост во правец на шопинг центарот. Еднонасочни би били и двете помошни улици кои ги поврзуваат Гоце Делчев и доктор Николик, при што едната во правец од зградата на ЕВН кон Црвен крст, а другата во спротивна насока. Со предлогот се предвидува еднонасочен сообраќај и на споменатата улица Илинденска, и тоа во правец од потегот од црквата до Црвен крст, со што ќе се опфатат и двата крака на улицата, едниот што води кон 14-та бригада и другиот кон средновековната кула. Дополнително, измена на режимот на сообраќај би имало и на улицата Доктор Николик, која на потегот од Црвен крст кон Водовод би била еднонасочна. Предходно, со одлука на Советот на општината, улицата Петровденска стана еднонасочна во правец од кај паркингот кај Македонска пошта до спојот со Димитар Влахов. По 20 на години ставен во функција левиот магистрален канал на хидросистемот Брегалница. Со опуштањето на водата, земјоделците кои гравитираат од левата страна на реката Брегалница, после 2 децении имаат услови, освен житни, да одгледуваат и градинарски култури. Паралелно се работи и на асфалтирање на полскиот пат од село Мородвис до местото викано Дрмот. По повеќе од 20 години повторно е ставен во функција левиот магистрален канал на хидросистемот Брегалница. Со новиот начин на управување со водите за наводнување, жителите на 10 околни села во општина Зрновци ќе можат да ги наводнуваат нивите и да ги полеваат бавчите. Со пуштањето на водата, земјоделците кои гравитираат од левата страна на реката Брегалница во подножјето на планината Плачковица, после 2 децении имаат услови, освен житни, да одгледуваат и градинарски култури. Со наводнувањето на нивите и бавчите, односно на вкупна површина од 200 до 300 хектари, веќе следната година се очекува да се видат многу поинакви култури од сегашните. Се протега од левата страна на реката Брегалница во должина од 30 километри, опфаќа 10 села. За прв пат можам да најавам дека после 20 години овој канал е пуштен во функција. Очекувам дека земјоделците ќе можат да се бават и со други култури, односно подоходовни култури, мислејќи тука на градинарските култури. Од друга страна, тоа ќе допринесе и за враќање на дел од иселените граѓани од општината Зрновци и околните села. Една од причините за нивно иселување, според Станков, беше неможноста за одгледување подоходовни култури, а со самото тоа на некој начин беа спречени да се занимаваат и со сточарство. Инаку, согласно програмата за асфалтирање на патишта и улици, започна поставувањето асфалт на уште 2 полски пата. Во моментов се работи на асфалтирање на полскиот пат од село Мородвис до место викано Дрмут. Ова финанска конструкција е обезбедена преку Бирото за равномерен регионален развој по должина од 650 метри. Овој пат ќе биде со широчина од 3,5 метри, асфалтиран пат, меѓутоа исто така значи ќе има и пропратен ќе биде со банкини, меѓутоа исто така и со канал за одводнување, односно за прибирање на атмосферската вода. Јас очекувам дека со овој пат ќе постигнеме многу.
Ценам дека земјоделците со ова ќе имаат многу побрз и подобар пристап до нивните земјоделски површини. Финансиската конструкција за патот изнесува 3 милиони денари, средства обезбедени преку Бирото за рамномерен регионален развој, а во тендерска постапка е и проектот за пробивање и асфалтирање на уште еден полски пат во село Зрновци во должина од 2 километри. Општина Кочани избра нова компанија за снабдување со електрична енергија. Продолжуваат и активностите за модернизација на системот за улично осветлување. Заврши постапката за излегување на општина Кочани на слободниот пазар за електрична енергија, односно за излегување од системот на Евана, од кој единицата на локалната самоуправа досега се снабдуваше со струја. Од 1 октомври оваа година фирмата Energy Delivery Solution ќе снабдува општина Кочани со електрична енергија. Оваа компанија е избрана по тендерската постапка и таа даде најповолни услови за снабдување со електрична енергија, соопштуваат стручните служби во општината. Според понудените цени, се очекува општината да ги намали трошоците за електрична енергија за 30%. Со тоа, општина Кочани е прва и засега единствена во државава која што се снабдува со струја на слободниот пазар. Инаку продолжуваат активностите и за модернизација на системот за улично осветлување во Кочани. По завршената постапка за јавна набавка, градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски и представници од белградската компанија Минел Шредер потпишаат нов договор за продолжување на модернизацијата на јавното осветлување во Кочани. Со овој договор ќе се прошири опфатот за осветлување на темните места, односно ќе продолжат активностите за замена на 957 и подставување на нови 124 светилки во градот и во населените места во полскиот и во планинскиот кочански предел. Според договорот ќе се постават нови столбови и ќе се врши замена на стари, ќе се заменуваат каблите и останатите живини светилки со нови LED. Со реализацијата и на овој дел, Кочани ќе биде првата општина во Република Македонија што има целосно јавно осветлување по најсовремена технологија, која што овозможува заштеда на електрична енергија и заштеда во одржувањето. Модернизацијата на системот за јавно осветлување во Кочани започна да се реализира минатата година, при што беа поставени околу 3000 LED светилки, што резултираше со подобрана осветленост за 50% и намалена потрошувачка на електрична енергија за повеќе од 60%. На еден ден пред истекот на рокот во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани поднесени се вкупно 489 барања за субвенции за предадена оризова арпа. Рокот за поднесување апликации истекува на 31 август. На еден ден пред истекот на рокот за поднесување пријава за предадени количини на оризова арпа кај откупните и преработувачките капацитети, оризопроизводителите од Кочанскиот производен регион забрзано ги доставуваат комплетираните документи за пријавување во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани за добивање субвенција по основ на предадена оризова арпа во текот на месец јули од реколтата во 2015 година. Од подрачната единица на Министерството во Кочани истакнуваат дека на еден ден пред истекот на рокот 31 август поднесени се 489 апликации за добивање дополнителни субвенции за предадена оризова арпа кај откупувачите. Одовде истакнуваат дека ова е во рамките на очекувањата, но најавуваат дека овој број во текот на утрешниот ден ќе се зголеми за уште 60 на апликации, кога се очекува и подрачната единица на Министерството во Кочани да работи и со продолжено работно време, доколку има потреба од тоа. Со новата мерка на владата, земјоделците кои имаат пријавено земјиште до 2 хектари на која одгледуваат оризова арпа, ќе добијат 5 денари дополнителна субвенција за предаден килограм кај откупувачите. Земјоделците со земјиште од 2 до 10 хектари имаат право на субвенција од 4 денари за килограм, а производителите со пријавено земјиште над 10 хектари на која одгледуваат ориз ќе добијат по 3 денари за килограм. Одлуката арпата да биде предадена од 1 до 31 јули владата ја донесе со цел да се продадат количините останати од минатогодишната реколта 2015 година. В среда во музичкото училиште Ристо Јоруков концерт ќе одржат Александра Коцева и Глигор Гелебешев. Концертот е последната содржина од манифестацијата Топол културен бран во Кочани.
Среда на 31 август во музичкото училиште Ристо Јуруков концерт ќе одржи Александра Коцева, мецо-сопран со уметничкиот соработник Глигор Гелебешев. На сцената ќе настапат со познати дела од Джоакино Росини, Сантос Векерлин, Фернандо Обрадорс. Концертот е со почеток во 19 часот и 30 минути. Коцевска дипломирала соло пеење во класата на професор Благоја Николовски, а постдипломски студии завршила во класата на Билјана Јовановска Јакимовска. Десетина години се занимавала со педагошка дејност, професор по соло пеење во музичките училишта во Штип и во Скопје, а во моментот работи како професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Добитник е на значајни награди и признанија. Нејзиниот соработник Глигор Гелебешев дипломирал на Академијата на уметности во Нови Сад, Србија, во класата на професор Јокут Михајловик, а својата кариера ја започнал како солист и камерен музичар по магистрирањето на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Има настапување на голем број концерти во земјава и во странство со Македонската филхармонија и со камерниот оркестар на Македонската филхармонија. Со концертот на Коцева и Гелебешев завршува овогодинешната манифестација Топол културен бран. Во двете етапи беше изведена богата програма со дела од областта на класичната музика, театарската, ликовната уметност и фолклорот. Следува информацијата од спортот. Викендов започна новото првенство во детската фудбалска лига на Македонија. Вице-шампионот фудбал Старс од Кучани во првото коло на домашен терен требаше да се сретне со екипата на Куманово 2012, која не допатува на средбата. Во првото коло од овогодишното првенство во детската фудбалска лига, екипата на фудбал Старс немаше надпревари. И покрај распоредот, според кој на младите кочански фудбалери во конкуренција на пионери и помлади пионери требаше на домашен терен да ги пречекаат своите врсници од Куманово 2012, гостите во последен момент телефонски потврдиле дека нема да допатуваат на средбата. Инаку, кумановци се новајли и во лигата, односно од оваа сезона за прв пат се пријавиле за учество и уште на стартот потврлија. Со тоа, минатогодишниот вице-шампион во лигата, фудбал Старс, остана без противник и најверојатно надпреварот ќе биде службено регистриран во негова корист со резултат 3:0. Второто коло од првенството се игра наредниот викенд, а нашите фудбалери ќе гостуваат во Радовиш. Нивен домаќин ќе биде екипата на Плачковица, која исто така за прв пат учествува во детската лига. Со оглед на искуството и квалитетот на нашите пионери, може да се очекува дека радовишани не би требало да им бидат сериозен противник. Викендов пак во Долни Подлог се одигра традиционалниот богородичен фудбалски турнир. Во конкуренција од вкупно 16 екипи колку што учествуваа за освојување на пехарот, најдобра беше екипата од Зрновци. Во финалната средба против Жиганци, Зарновјани дојдоа до победата по изведувањето удари од 11 метри, откако во регуларниот дел резултатот беше нерешен. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.